Граѓани, колеги советници, почитуван градоначелник, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 21-та редовна седница на Советот на општина Валандово, на која го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Завршна сметка на буџетот на општина Валандово за 2018 година. Точка број 2. Годишен извештај на општина Валандово за 2018 година. Точка број 3. Предлог одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2019 година. Точка број 4. Финансиски извештај за работа на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2018 година. Точка број 5. Завршна сметка на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2018 година. Точка број 6. Завршна сметка на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово за 2018 година. Точка број 7. Завршна сметка на Основното општинско училиште Страшо Пинџер Јосифов за 2018 година. Точка број 8. Завршни сметки на Детска градинка Калинка Валандово за 2018 година. Точка број 9. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во Детска градинка Калинка Валандово за 2019 година. Точка број 10. Предлог годишна програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2019 година. И точка број 11. Предлог решение за разрешување и за предлагање на член на управниот одбор на јавната установа Центар за социјална работа Валандово. Отворам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој ќе се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Кој е за? Дали имаме против? Не. Воздржани? Не. Констатирам дека со 15 гласови за едногласно е усвоен предложениот дневен ред. Пред да продолжиме со работа во усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 20-та редовна седница на Советот на општина Валандово, одржана на ден 25 октомври 2019 година. Дали некој ќе се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Дали имаме против? Не. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 15 гласови за едногласно е усвоен записникот од 20-та редовна седница на Советот на општина Валандово, одржан на ден 25 февруари 2019 година. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1. Завршна сметка на буџетот на општина Валандово за 2018 година. Овде имаме представник од општина Валандово, од госпоѓа Весна, која што ќе даде образложение на завршната сметка на буџетот на општина Валандово. Повеќе госпоѓа Весна. На самоуправа, Советот на општина има обврска да ја разгледа и усвои завршна сметка на буџетот на општината за 2018 година и тоа во законски определени рок, а тоа е до 15 март. Завршна сметка е изготвена во иста форма во која е изготвен и буџетот, во која беше изготвен и буџетот на општина Валандово за 2018 година, само што освен колона планирано содржи и колона реализирано. Според податоците од завршна сметка, вкупни приходи се реализирани во износ од 192 милиона 440 475 од планираните 281 милион 466, што во процент изнесува 68,37. Расходите се реализирани во износ од 196 милиона 149 843, што во процент изнесува 69,68. Од изнесените податоци произлегува дека буџетска 2018 година е завршена со дефицит во износ од 3 милиона 709 368. Овој дефицит е финансиран од приливот и то од депозити во износ од 3 милиона 709 368, што значи дека приливи
koji nasmetljite od 2017. godina, koji iznesu ovako 26.051.326, se namaleni za sozdadeni deficit i saldo to na posite smetki na 31.12.2018. godina iznesula 22.341.958. I to saldo na osnovni budžet 5.904.333, saldo na budžetu na dotaciji 11.188.314, saldo na budžetu na samofinansiračke aktivnosti 1.438.856 i saldo na budžetu na donaciji 3.810.455. Svite, znači, ovije sredstva predstavlja priliv vo budžetu za 2019. godina. Vo konsolidirani bilans na prihodi prikažani se, znači, prihodi po kategoriji stavki i po vidovi na budžetu vo iznosu od 192.251.190, a vo konsolidirani bilans na rashodi prikaženi su izvršeni rashodi vo skupen iznos od 196.149.840. Od ovih 196.149.843 za plati i nadomjestoci vo 2018. godina vo skupen budžet se potrošeni sredstva u iznosu od 90.526.433, a što predstavlja procent od 46,13%. Za rezervi i nedefinirani rashodi potrošeni se sredstva u iznosu od 375.917, odnosno 0,19%, za stoke i usluge 47.582.550, odnosno 24,86%, za subvencije i transferi 22.569.443, što u procent izneslo 11,51%, i za kapitalni rashodi se potrošeni sredstva u iznosu od 34.749.973, što u procent izneslo 17,71%. Međutim, sostojba vo osnoven budžet je poinakva, znači od osnoven budžet, odnosno budžet od NAELS, od izvršenite 66.974.585 za isplata na plati i nadomjestoci potrošeni se sredstva u iznosu od 12.375.149, što u procent izneslo 18,46%, rezervi i nedefinirani rashodi 375.917, odnosno 0,56%, stoke i usluge 21.026.84, odnosno 31,38%, subvencije i transferi 13.119.795 ili 19,58%, socijalni beneficiji 345.528, odnosno 0,52% i kapitalni rashodi 19.737.513, odnosno 29,48%. Od kapitalnite rashodi vo osnoven budžet za kupovanje na oprema za potrebite na opštinata potrošeni se sredstva u iznosu od 109.771, a za gradežni raboti potrošeni se sredstva u iznosu od 19.737.513. Od gradežnite raboti, od ovije sredstva potrošeni za gradežni raboti za patni prostor na ulica 6. Noembri, potrošeni se sredstva u iznosu od 440.901, za izrabotka na projekti za potrebite na opštinata, potrošeni se sredstva od 1.025.819, za ulici Patišta zajedno sa nadzor potrošeni se sredstva u iznosu od 7.455.028, za kanalizacije vo selo Balinci 2.848.256, za rekonstrukcija na Gradski Pazar potrošeni su sredstva u iznosu od 3.414.738, odnosno opština ta ima izmira Novorska, koja datiraš od 2017. godina, i tije sredstva se isplatilo od osnovni budžet, međutim, od 2019. godina se povratili od Agencija za finansijska podrška, gdje to beše kofinansiranje na agencija. Za ograduvanje na gradskih grobišta potrošeni su sredstva u iznosu od 1.634.448 i za izgradba na igralište vo naseljeno mjesto Kalkovo
Isto tako koje je izgradeno sofinansiranje su učestvovana opština 50% i Agencija za razvoj na nedovoljno razvijenih područja sa 50%. Vrednost na ta investicija iznesula je isplatena u iznosu od 2.690.572. Od budžeta na donaciji, znači, i to donaciji, znači projekti koje izvodi opština, kapitalni trošoci se realizirani za kupovanje na oprema 8.590.615. To je oprema za projekt od mernih stanici za reguliranje za predupredovanje od poplavi. I za ovaj projekt opština imaše učestvo oko 5 miliona, znači to je dadeno učestvo opština od 2018. godina, a tije pari posle site tije reviziji što se poteki, što treba da se slučan, kje bidat povratili na opštinata. I od donaciji, znači projekti koje realizira opština, potrošili se sredstva za rekonstrukcija na bulevaru u iznosu od 4.776.780. To je na kratko podatoci, osnovni podaci od završna smetka. Dok imate prašanja, do objašnjavanja. Ви благодарам, госпоѓа Весна. Отварам расправа по однос првата точка од дневниот ред. Дали некој ќе се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, првата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема, воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, 0 против и 5 воздржани е изгласана завршната сметка на буџетот на општина Валандово за 2018 година. Преминуваме на втора точка од дневниот ред. Годишен извештај на општина Валандово за 2018 година. Онда повторно ќе дадам збор на госпоѓа Весна, поведи. И годишен извештај е обласка на Советот да го усвои. Значи, содржина на годишен извештај е пропишана со законот и содржи податоци, значи, за годишна сметка, податоци за извештај за реализација на инвестициони проекти, извештај за користење на средства од резервите и извештај од одговорни сметководител дека податоците во завршна сметка се точни. Значи, бидејќи сите овие податоци се содржани во завршна сметка, да не се повторува, мислим дека во сам текст има сите тие податоци, доколку треба појаснување, можете да поставите ваше. Добре, благодарам госпоѓа Весна. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој ќе се јави за збор? Колегата Занов, повели. Добро вечер. Ово е направен годишниот извештај. Само сакам да напомнам до градоначалникот, пошто не ги уважува проектите на претходната власт и во извештајот за 2018 година гледаме дека најголеми и најкапитални инвестиции се мерната станица, реконструкција на булеварот на Паромајска и проектот за енергетска ефикасност на детската градинка Калинка. Значи, реконструкцијата е 16 милиона денари, енергетската ефикасност за детската градинка Калинка е 388.000 евра. Мислам дека е за поздрав и во иднина да оставаме такви големи проекти, кои што се надаме ќе бидат реализирани. И барам една честитка
да даде градоначалникот за овие големи проекти, а не да кажува дека се заглавени и дека вие сте ги оглавили и ги реализирате. Значи се е благодет на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Дали има некој за реплика? Градоначалник за реплика сега. Повели. Благодарам, председавач. Кратко само на съветника. Занов ќе му порачам да се разбуди од сонот, значи не сте повеќе на власт. Ние работиме во моментот, ние сме тие кои што реализираме проекти и барам од вас една честитка. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има контрареплика? Колега Занов? Не. Дали има друг да се јави за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, втората точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, 0 против и 5 воздржани е изгласен годишниот извештај на општина Валандово за 2018 година. Преминуваме на трета точка од дневниот ред. Предлог одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2019 година. Повторно ќе дадам збор на госпоѓа Весна. Повели. Одлука за извршување на буџетот на општина Валандово за 2019 година, која е донесена со донесување на буџетот. Она, исто како и буџет, како документ се доставува до Министерство за финансии. При разгледување, Министерство за финансии има укажено дека во одлуката, значи во став 11, во член 11, став 1, алинеја 1, зборот наменска потребно да се избрише и зборовите од општински буџет во алинеја 2. Значи, и тоа со ова да го правиме. Исто така, во истиот член во став 2, зборовите од општински буџет потребно се заменат со зборовите со мототаци. Значи, тоа е една техничка грешка по укажување на Министерство за финансии, што треба да ја изменимо во однос на донесената одлука за извршување на буџет. Благодарам, госпоѓа Весна. Значи, само да напомениме, се работи за технички грешки кои што треба да се поправат. Бидејќи ова одлука е веќе носена. Да. Во ред. И само у неа да се уграде овие измени. Измени, така. Во ред, ви благодарам. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Дали некој ќе се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, третата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, 0 против и 5 воздржани е изгласена предлог одлуката за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2019 година. Преминуваме на четврта точка од дневниот ред. Господја Весна, ви благодарам за присуството. Четврта точка од дневниот ред, финансиски извештај за работа на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2018 година. Имаме представник од јавното предпријатие Комунален сервис. Добро вечер за сите. Јавното предпријатие Комунален сервис Валандово во 2018 година има остварено укупен приход од 22.934.008 денари. Од дејности кои ги обвава предпријатието се остварени 18.967.834 денари, од кои во најголем процент доминираат приходите од вода. Околу 47% и приходите од геотарина. За напомена е фактот дека во 2018 година ЈП Комунален сервис Валандово има остварено приходи од донации во износ од 3.614.493 денари, а тоа се средства кои општина Валандово ги донираше на јавното предпријатие, што придонесе за зголемување на приходите, а од друга страна зголемување на основните средства, односно активите на предпријатието. Кога сме кај основните средства, бележиме дополнително зголемување на истите, а тоа се должи поради набавката на поточна пумпа, која ги знам во населените места Валандово, Раброво, Чалапли и Дедели. Вредноста на поточната пумпа изнесува 1.836.794 денари. Споредено со 2017 година,
Основните средства на предприятието са сголемени за 5 милиони 306 167 дена, що може да се види от завършната сметка по балансна състояние в поле 9. Що се отнесъл за разходите, по явното предприятие ги направило за облагуване на своята дейност, направени са разходи по износа от 18 милиони 929 хиляди и 27 денари. Най-голям процент от них отлагат на плати за вработените, odnosno около 43%, potom трошите за привремени вработувания въз основа на договор за дело, трошите за електрична енергия, трошите за гориво, одръжувания и други. Разликата помежду приходите и разходите е прикажена в баланс на успех в поле 250 или АОП 250 и изнесла 4 милиони 4981 денар, от кой 10% за обвръзка на предприятието за данък на добивка и нето добивка от 3 милиони 604 482 денара. Ви благодаря. Отварям разправа по четвъртата точка от дневният ред. Дали някой ги се яви за сбор? Бидейки никой не се яви за сбор, финансистският извещай го ставам на гласanje. Кой е за? Против? Нема. Воздържани? Констатирам дека со 10 гласови за, 0 против и 5 воздържани е изгласан финансискиот извештај за работа на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2018 година. Живко ви благодарам за присуството. Преминуваме на пета точка од дневниот ред. Завршна сметка на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2018 година. Овде е присутен. Добро вечер. Кога станува збор за извештај за работа на буџетската сметка за СОУ Гоце Делчев, сакам да кажам дека купно имаме 20 милиона 761 илјада приходи, расходи имаме 20 милиона 592 илјади. Во овој дел само сакам да укажам на тоа дека во делот на услуги за обезбедување објекти, минатата година имавме 420 илјади. Оваа година оваа бројка ќе биде значително намалена, бидејќи направивме еден друг договор со агенцијата која што врши обезбедување и тоа ќе чини околу 30.000 денари. Се со цел да нешто заштедиме од некој дел, односно да бидеме пофункционални во делот на обезбедување на училиштето, тие пари да ги пренасочиме кон реализирање на други активности кои што се поврзани со настава и слично. Ви благодарам, директорке. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред. Дали има некој да се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, петата точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, 0 против и 4 воздржани е изгласана завршната сметка на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2018 година. Директорке, ви благодарам за присуството. Благодарам. Завршна сметка на Општинското основно училиште Јосип Броз Тито Валандово за 2018 година. Така, бидејќи сите го имате пред да се извештај за работењето на сметката Ужевски додатоци на Јосип Броз Тито Валандово, оставам на вас за ако има некој прашање да постави. Сега да го кажа. Во ред, ви благодарам, директорке. Отварам расправа по шестата точка од дневниот ред. Дали има некој да се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, шестата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани?
Констатирам дека со 10 гласови за, 0 против и 4 воздржани е изгласана завршната сметка на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово за 2018 година. Директорке, ви благодарам за присуството. Завршна сметка на Основното општинско училиште Страшов Пинџер Јосифов за 2018 година. Овде е присутен директорот на Страшов Пинџер Јосифов. Директоре, добро вечер. Најпрво ќе ви дадам вам збор да се, доколку имате нешто да искажете за завршната сметка, потоа ќе отвориме расправа. Повели? Завршна сметка за 2018 на ООО Страшов Пинџер Јосифов. Извештај за работењето на буџетски сметки на ООО Страшов Пинџер Јосифов за 2018. Имаме планирано приходи 20 милиона 438 609 денари, расходи 20 милиона 297 823, остаток 140 786 денари. За плати имаме потрошено 16 милиона и 530 денари, за струја 367 601, водовод и канализација 141 996, дрва 188 908 и така натаму и така натаму. Доколку има некој посебно прашање. Во ви благодарам, директоре. Отварам расправа по седмата точка од дневниот ред. Дали има некој да се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, седмата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема, воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, нема против и 4 воздржани е изгласана завршната сметка на Основното општинско училиште Страшов Пинџер Јосифов за 2018 година. Директора, ви благодарам за присуството. Завршни сметки на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2018 година. Овде е присутна сметководителката на Детска градинка Калинка. Најпрво ќе ја дадам збор. Добро вечер. Да се произнесе, па потоа ќе отвориме расправа. Повели? Добро вечер на сите. Значи, вие сите ги имате извештаите, нели, од завршните сметници. Да. Ако сакате да ги прочитам уште еднаш, ако не, прашувате. Како сметате вие? Значи, тоа е образложено, али накратко може само да образложите за видот на сметките. Значи, Детската градинка Калинка работи со две сметки. Едната е буџетска сметка, другата е сопствена сметка. Значи, буџетската сметка годинава, мислим 2018 година, има потрошено вкупно 12 милиони 714 855 денари, исто толку и приходи 12 714 855. Во на оваа сметка, значи, најголемиот фонд се за плати, 7 милиона 539 611 за основни плати и придонеси 2 милиона 788 551 дена. Комуналните услуги и грејање 1 297 123, договорни услуги 389 570 и привремени вработувања 700.000 денари. Што се однесува до другата сметка собствена? Значи, 2018 имаме приходи од деца 2 милиона 826 520 и од народна кујна 1 242 720 денари. Купно расходи 3 милиона 740 денари, купно приходи 4 милиона 069 240. Разликата помеѓу приходите и расходите е 366 200 денари. Ви благодарам. Отварам расправа по 8-та точка од дневниот ред. Дали има некој да се јави за збор?
Бидејќи никој не се јави за збор, осмата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, нема против и 4 воздржани е изгласана завршната сметка на детска градинка Калинка Валандево за 2018 година. Ви благодарам на присуството. Преминуваме на 9-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа детска градинка Калинка Валандево за 2019 година. Значи овде се врши усогласување согласно последните законски измени, односно вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа детска градинка Калинка Валандево за периодот од 1.1.2019 до 31.8.2019 година ќе изнесува 77,24 денари, а за периодот од 1.9.2019 до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари. Отварам расправа по однос 9-та точка од дневниот ред. Дали има некој да се јави за збор? Бидејќи никој не се јави за збор, 9-та точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека со 10 гласови за, нема против и 4 воздржани е изгласана предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа детска градинка Калинка Валандево за 2019 година. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Предлог годишна програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Валандево во 2019 година. Значи на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина е помината годишната програма за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандево за 2019 година. Значи во истата програма се предвидени вкупно 3.050.000 денари за изградба на улица КП број 1838/1, катастарска општина Марвинци, во должина од 325 метри, ширина 4 метри и должина 212 метри, ширина 3,50 метри. Значи вкупно 3.050.000 денари е пресметката за изградба на оваа улица. Отварам расправа по 10-та точка од дневниот ред. Дали има некој да се јави за збор? Колешката Миријан, повели колешка. Не само би ја поздравила оваа иницијатива, конечно и на некое друго населено место да му се даде шанса да стигне до улица како што далекува. Мислам дека е во ред конечно и селото Марвинци да добие една улица како што има во многу од другите населени места. Ви благодарам, колешке. Дали има друг да се јави, за да се јави колегата Занов? Повели? Значи, се убаво, да не бидам погрешно сватен, ланска година парите беа по селата. Една година по селата, една година за градот Валандово. Ланска година во Валандово се асфалтираа сокаци, значи пак ќе кажем да не бидам погрешно сватен. Значи секој треба да има канализација, секој населено место да има улици, така натаму. Се асфалтираа во Валандово сокаци и оваа година мислам дека тие пари треба да бидат употребени во Валандово. И не може градоначалникот на претходниот совет или пред тоа најави дека улици во Марвинци ќе се асфалтираат. Не може тоа да го работи така, комисијата требаше да одлучи, да се разгледа и цело време од почеток што односно говорам дека треба да се има план за јавни набавки на почеток на година и да се знае што, како ќе се работи. Ќе се работи во текот на годината и како ќе се трошат тие пари што се одвоени од буџетот. Значи, секое населено место треба да има улица и канализација.
Во Ландов точно се прави булеварот, но тој булевар сите жители на општината ќе го користат. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Само момент за реплика. Да, така? за реплика. Колешката Мирјана за реплика, повеќе. Јас не знам како очекува колегата Занов да не биде погрешно сватен, мислам сигурно ќе биде сватен онака како што каже. Дека другите граѓани, освен оние во Валандово, не заслужуваат улица. Така беше кажано, мислам дека на сите граѓани, а особено на оние од Марвинци, ќе им биде јасно и ќе го сватат тоа што тој сакаше да го каже. Благодарам. Благодарам, колешке. Контрареплика, колегата Занов, повели. Колешке, јас убаво кажах погрешно да не бидам сватен. Ланска година беа парите по селата, оваа година треба да бидат во градот Валандово. И точно да се знае на почеток на годината што и како ќе се работи во општина Валандово. Значи план за јавни набавки да се донесе и точно прецизирано што ќе се работи цела година. И не сакам ово да се злоупотребува. Значи ланска година беа во селата, беше во Балинци, беше во Пирава, беше во Удово и не знам кај на други места, нема проблем. Со каци, значи улици не беа правени со каци. Значи сите треба да имат улици и канализација, погрешно да не ја насочиме расправата во некои други правци. Значи секој треба да има. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Дали има друг за реплика некој? Колегата Григорија, повели. Добро, колега, вашето мислење е ваше, не значи дека треба да биде прифатено од сите. Инаку тоа дека не е разговарано на комисија не држи вода, тоа што вие не сте член на комисијата за урбанизам, не значи дека истата одлука не е помината на ова комисија, помина, таму се изгласа и затоа е ставена сега на дневен ред. За тоа дека и како и што треба да се гради, колку што во Валандово се инвестира оваа година, толку за 4 години не се градеше порано за оваа дејност за улици и патишта. Само булеварот е вредност колку за 4 буџети за одејноста на улици и патишта, плюс 9 сукака. И сметам дека и населените места од општината заслужуваат исти таков начин на живот како што има и во градот Валандово. Во Валандово има улици кои што треба да се реконструираат, но многу малку улици кои што треба да се направат со асфалт. Сите сме свесни дека и тие улици треба да бидат направени, но да дадеме предност на некој кој што нема стапнато на асфалт. Марвинци со години нема ништо добиено, децата по кал доаѓаат на школа, значи тоа се катастрофални услови, сметам дека заслужуваат да добијат барем една улица. Благодарам. Благодарам, колега Григорија. Дали има друг за реплика? Градоначалник, имаш контрареплика, така? Повели, само контра. Пак сега сумот, вие се разбудите, изгледа дека булеварот е направен од порано во власт. Парите се обезбедени, вие ништо не правиле, само ги трошите и го правите. Значи не сакамо ово да се злоупотребе, јасно и гласно да ја биде на сите тука и на гледачите. Секој треба да има. Значи ланска година, ако одиме по селата, оваа година треба да биде градот Валандово. Секој треба да има. Нека се издвоја повеќе пари. Нека се 7 милиона, зашто 3 милиона? Па нека се направат повеќе. Се е во ред. Се е добро што ќе се направи. Значи неа вртејте работам во друга настава. За да се злоупотребите. Поени да берете или друго нешто сакате да направите. Значи се е во ред. Ке му дојде ден и на Марвинци, на Чалапи, на Брајковци и така нататък. Се е во ред. Благодарам, колега Занов. За реплика дали има друг, се јави градоначалник. Така? За збор, само момент. Бидејќи колегата Панде беше пред тебе, ќе му дадам njemu збор. Повели. Благодарам, председателе, почитувани колеги. И јас би рекол дека одлуката да се асфалтира улици во Марвинци е за поздравување. После многу години прв пат се случува толкова инвестиција во едно населено место кое, ако се вратиме наназад, може би повеќе од 10 години не е ништо инвестирано.
И добро е тоа што се прави и искрено ти кажам, ние ќе ја поддржиме оваа програма. Меѓутоа, и мојот колега Занов и јас ќе кажам некои забелешки кои ние сите заеднички со градоначалникот и треба да ги решиме. Булеварот немојте да навредувате таа тема, кој обезбедил, кој реализирал, треба да ја затвориме. Затоа што секоја локална самоуправа треба да направи нешто повеќе за граѓаните на општина Валандово. Јас само сакам да нагласам, ако сме во можност, во иднина, бидејќи колегата кажа за Валандово, јас ќе кажам неколку збора за населено место Јосифово. Значи, улицата Јана Сандалски. Деловно се инвестираше во неа, во ивичнаци, тампонирање и тоа. Меѓутоа, треба искрено кажено да размислуваме барем наредната година да се асфалтира, затоа што таа улица во ваква состојба, ако се остави и понатаму, џабе ќе биде претходната инвестиција што е вложена во неа. Меѓутоа, като и секој пат, парите се малку, нити ние од буџетот може да изведеме повеќе пари, значи овие се пари повеќе од Агенцијата за државни патишта и многу мал дел, оваа година особено многу мал дел од буџетот на општина Валандово. Меѓутоа, локалната самоуправа треба, претходниот пат реков и сега повторно ќе повторам, многу интензивно да работи на правење на проекти, а по цена нека бидат тие и овие меѓународните проекти да можеме да асфалтираме нека улица повеќе. И градот Валандово, и во населените места. Јас би рекол дека не е само Мрвинци, ние дури имаме и други населени места каде што немаме инвестирано во улици, може би ниту 1 метар. Еве да го земам населеното место Калково. Во Калково нема асфалтирано 1 метар асфалт, освен до селото. И за тоа во иднина треба колку може повеќе сите заеднички со проекти, иначе ако се надеваме дека само со овие пари на овој градоначалник и на наредниот и на понаредниот, значи тоа е 200.000 евра за еден мандат, тоа се никакви пари да се решат многу проблеми. Затоа јас ќе бидам за, ќе ја поддржам оваа програма за оваа година и баш ми е мило Мрвинци што ќе го реши може би проблемот. Се работи за некои 500 и нешто метра асфалтирање, може би за почеток доволно за тоа населено место. Благодарам. Благодарам колега Пандев. Дали има реплика некој? Не. За збор има градоначалник. Заповеди градоначалник. Благодарам председавач. Ќе направам еден сублимат на сите советници кои што взема збор или се реплицираме меѓусебно. Најпрво на колегата Занов ќе му кажам, за да не биде погрешно разбран, треба правилно да се изразува. Инаку општината има план за јавни набавки, едноставно тоа што го пропишува Законот за јавни набавки е целосно испочитувано и дека 3 милиони и 50.000 денари ќе бидат потрошени за реконструкција и изградба на локални улици и патишта, се знаеше уште пред гласањето на буџетот, бидејќи тие истите средства се буџетирани. Во моментот само се гласа програмата, што, односно конкретно кои улици ќе бидат реализирани како оваа програма. Сите знаете дека буџетот на општините за 2019 година исто така се работи според новиот закон за правење на буџетите на општините, имаме намалени средства и рестрикции. Сите исто така знаете дека во моментот се наоѓаме во изборен период и не можеме во овој момент да направиме некоја пренамерно некои ставки кои што сме сигурни дека нема да ги реализираме оваа година за да ја зголемиме програмата за улици и патишта, но сакам си да ви уверам дека тоа ќе биде наша иницијатива на локалната самоуправа, значи веднаш уште по завршувањето на изборите самата програма да ја прошириме. Сега аспектот дека треба да се гради во Валандово, јас мислам дека треба да ги завршиме тие дискусии. Валандово е цела општина Валандово и баш буквално секаде треба да се потрудиме да ги обезбедиме еднаквите и нормалните услови пред се основната инфраструктура. Има населени места кои што навистина немаат или имаат никаква инфраструктура. Марвинци е едно од тие населени места. Градот Валандово минатата година не беше заборавен, или кога велите дека минатата година беа селата, не беа само селата, ако околу 4,5 или 5 милиони се потрошија во населените места за асфалтирање, во градот Валандово се потрошија над 2 милиона. Значи, ако се сеќавате, а треба да се сеќавате, бидејќи сте советник, истата таа програма после некој месец беше проширана и беа вметнати 9 улици во градот Валандово. Така да, тоа што го зборувате едноставно не ви држи вода. Сега,
кога зборувате за Марвинци, може би делот советниците тука не знаат, вие пред неколку дена бевте во Марвинци и ги обидувавте луѓето дека не има да им се асфалтира улицата, но ете сега на ваша жал ќе се асфалтира улицата и може би затоа чувствувате некој внатрешен немир. Но треба да сватите дека сите ние, како советници, треба да бидеме граѓански одговорни и да се трудиме да асфалтираме колку што можеме повеќе. Во моментот се овие финанси на располагање, се надам дека до крајот на годината ќе успееме да направиме некое проширување во буџетот и дека ќе успееме да асфалтираме и да санираме уште повеќе улици. Сега на дискусијата што беше за Јосипово и за улицата, ние таму ќе ги работиме и двете улици, значи и првиот влез и улицата на која што се извршени некои работи до сега. Јас се надам дека, бидејќи како што се договаравме нели во текот на месец март, треба да имаме 2 седмици на совет, доколку не успееме до крајот на овој месец, се надам дека веќе во месец април ќе го гласаме овде на совет урбанистичкиот план во Јосипово и дека многу брзо Јосипово ќе добие урбанистички план, што ќе значи дополнително многу за развој, дека во финална фаза, баш да кажам на сам крај, сме чекаме само да ни стаса во општината планот подобрен и добиената согласност од Министерството за транспорт и врски, Јосипово ќе го има урбанистичкиот план на сила. Така да работиме, колега Занов. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој за реплика? Не, за збор. За збор или за реплика? Збор. Повели, колешке. Благодарам. Јас како жител од село Марвинци, сакам само да потенцирам дека приоритет на жителите на село Марвинци е да се изгради таа улица, затоа што, како што рече колегата Григорие, жално е тие деца и ученици што одат на училиште да одат по кал и да одат со чизми гумени на училиште. Благодарам искрено, би била благодарна на сите колеги доколку едногласно ја изгласаме оваа точка. Така е. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали има друг да се јави за збор? Збор искористите, браво. Сакате да реплицирате. Повели. И на Готич, и на градоначалника. Пак да не бидам погрешно сватан, седни малци там градоначалник. Не сме биле ние таму да ги убедаме луѓето и да им кажуваме дека нема да се прави улицата. Мислам, треба да седеш и да ме слушаш, не да избегиш. И на колешката, и на градоначалника. Значи, пак ти кажам аз, да не погрешно да бидам сватан. Значи, добро е во сите населени места сите да имаме улици и канализација. Значи, 21 век сум и јас до 5-6 години нема улици во центарот на Валандовско. Значи, тоа е погрешно да не бидеме сватани сите. И се надевам, пак и кажам, да се работе плански. Градоначалникот до сега пак нешто најави. Кои се тие улици, ако станат пари, што ќе се асфалтират? Пак не знаеме. Пак не знаеме. Тука треба да каже, таа и таа улица, доколку стане пари, или ќе направиме ребаланс, ќе се асфалтират. Како што се асфалтираа со качињето во Ландо, не се улици. Значи, па работиме на слепо. Како ќе ни повеле Кејфо, така ќе направиме. Не е во ред. Треба да знаеме со што располагаме, што ќе правиме и кога ќе правиме. Благодарам, колега Занов. Колега Мишков за збор. Дали има некој реплика на излагањето на колешката Ивана? Не. За збор колегата Мишков. Повеќе. Значи, досега што ги градиме сите улици, во сите населени места, најмалку во 2 села градивме. Значи, последното беше во Удово и во Пирава, мислам. По 170, по милиони 700, милиони 800. Јас мислам дека колешката што рече тоа е добро, нели, за жалење да не газат со гумени чизми, но мислам дека и во село Брајковци не треба да газат со гумени чизми децата и таму нема ни една улица. Зашто не ли можеше да се поделят по милион и пол во Брајковци и Марвинци, него сега
Јас мислам дека нешто е само прв пат се случува во едно село сите пари додат. Моје предлагање е да се поделат тие пари во Брајковци и во Мавринци, да се и тие луѓе сакат една улица да има асфалтирана. Благодарам. Ви благодарам, колега Мишков. Реплика се јави градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам, председавач. Така и миналата година беа Бајинци, Удово и Пирава, две улици. Оваа година е само една улица, бидејќи, како што напомена во претходна дискусија, ни се намалени средствата при носењето на оваа програма. Сега кога ги бираме проектите, при направениот предмер за улицата во Марвенци, бидејќи таа во себе треба да вклучува некои дополнителни работи, знаете за каков терен станува збор. Едноставно овие средства се доволни за само таа улица да биде направена онака како што треба, бидејќи треба да има и некои канали. Сега јас не сум архитект за да кажам што и како треба да биде точно, и едноставно не можеме улицата да ја работиме половично или да ја изработиме некомплетно, па потоа многу брзо да истата да биде повторно руинирана, за да се заврши квалитетно. Инаку на колегата Занов, кој што јас и кога излегов него го слушам, сега да го следам, значи да му одговорам и на нему, кога би направиле ново проширување на средствата овде во буџетот, исто така како и сега, ќе се оди право на комисија, па ќе се дојде на совет и ќе се утврди приоритетот што и како ќе се гради. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има друг да се јави за збор? За збор, колегата Узунов, повели. Добре вечер на сите, председатели. Јас не знам колегата Занов кој е тоа одлука за реплика за збор. За збор се нема јавно прв цел. Повели извиникот. На која одлука се повикува колегата Занов дека нарете Валандово или нарете Пирава или не знам кој друго место. Не знам какви се тие правила што ги поставиле од претходната власт која беше 12 години на локална власт. И што цело време се факите за булеварот, кога за 12 години ви требало само техничка документација да подготвите, ни да го изградите, ништо не направите. А булеварот е проект од 90 години. Не ми сте јасни во некои работи. Тоа. Колеги, благодарам колега Узунов. Колега Занов, ако имате за реплика... Што да му објаснувам? Да ги објаснувам. Не дофрлувајте. Проекти, Само. Дали има некој за реплика? Нема за збор. Бидејќи никој не се јави друг за збор, 10-та точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам, колеги, дека со 15 гласови за едногласно е изгласена предлог годишната програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово за 2019 година. Преминуваме на последната точка од дневниот ред, 11-та. Предлог решение за разрешување и за предлагање на член на управниот одбор на јавната установа Центар за социјална работа Валандово, односно на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Донесено е решение за разрешување и за предлагање на член на управниот одбор на јавната установа Центар за социјална работа Валандово, односно се назначува нов член за член на управниот одбор по Центарот за социјална работа. Советот на општина Валандово ја предлага Олгица Стојанова. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Валандово. Отварам расправа по 11-та точка од дневниот ред. Дали има некој да се јави за збор? Не, бидејќи никој не се јави за збор, 11-та точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Против, така често. Констатирам дека со 10 гласови за, 4 против, 0 воздржани е изгласено предлог решението за разрешување и за предлагање на член на управниот одбор на Центарот за социјална работа Валандово,
Со ова целосно го исцрпуваме дневниот ред, бидејќи во месец март ќе имаме, како што најавивме, уште една седница, значи на следната седница ќе има советнички прашања. Овде ја затварам 21-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Ви благодарам.